продолжение ќе зборуваме за коксаки вирусот, за тоа кои симптоми кај децата родителите не би смееле да ги игнорираат. Ќе добиеме совети и препораки од нашата денешна соговорничка, во чија што ординација и впрочем се наоѓаме, доктор Горица Дачевска, специјалист по дерматовенерологија. Добро утро и благодарам за прифатената покана за овој разговор, за да ја доближиме оваа здравствена тема до нашите гледачи. Ајде да објасниме за почеток што представува коксаки вирусот. Добро утро на вас, добро утро до сите во студио и многу голем поздрав до вашите гледачи. Коксаки вирус е доста актуелна вирусна инфекција која во последни временски период ги едноставно загрижува родителите. Родителите навистина многу ги носат своите дечиња на преглед, затоа што кога ќе се спомне коксаки вирус, навистина се доста вознемирени. Коксаки вирус спаѓа во групата на ентеровируси и најчесто се зафатени децата, обично децата во градинки и во школска возраст, сега сепак распустот е присутен, така да доста е присутен во градинките. Нормално, не само дечиња можат да бидат инфицирани и родителите и повозрастната популација, каде што некако дечињата, да кажеме, и полесно го поменуваат тој вирус, но кога станува збор за хронично болни пациенти, повозрастни пациенти, тогаш и последиците, да кажеме, самата клиничка слика е и потешка, но и некако ни поминуваат потешко самата здравствена состојба. Инаку, како што реков, коксаки вирус најчесто се јавува кај дечињата. Причинител, спаѓа во групата на ентеровируси и инкубацијата трае околу 3 до 7 дена. Обично се случува да родителите го однесат детето во градинка и од градинка му се јавува детето наеднаш качи температура 38, станува малаксано, не одбива храна и нормално ги повикуваат родителите. Родителите почнуваат дома да намалуваат температурата. Најчесто температурите околу 3 дена, дома они се борат и веќе третиот ден почнува тој карактеристичен осип. Но, тоа е, да кажеме, кај 80% кај дечиња. Кај некои дечиња прво се јавува, има некоја субфебрилна температура, меѓутоа, обично ја поврзуваат со надвор, промена на време, многу детето трчало, така да некако го занемаруваат, го поврзуваат со други причини и се јавуваат на преглед, односно кога воспитачките ќе приметат дека детето има наеднаш осип околу на дланките, на стапалата, околу колената или пак околу уста. Повелете. Во оваа сезона, согласно вашата секојдневна работа, односно вашата пракса, каква е ситуацијата со распространетоста на овој вирус? Доста го има овој временски период, така да и ова тема е доста актуелна, доаѓаат родители и кога ќе слушнат дека некое дете има веќе некаква вирусна инфекција, се плашат и се јавуваат, го носат своето дете на преглед. Присетно е, затоа што коксаки вирус е вирусна инфекција на валкани раце, каде што, дечиња како дечиња сега и се мешаат групи, помали со поголеми. Самата вирусна инфекција покрај валкани раце, она се пренесува и преку играчки. Така да, дечиња како дечиња, не можете вие комплетно да си ги изолирате. Конкретно и ако знаеме дека детето е во период на инкубација, у тој период од 3 до 7 дена, оно е тогаш и најголем преносител. Така да, обично заболуваат едно дете, меѓутоа веќе кога ќе се постави дијагноза дека станува збор за коксаки вирус, бројот се наголемува. Веќе родителите кога ќе добијат информација дека има некој во група коксаки, докажан коксаки вирус, тогаш, да кажеме, се поспремни и веднаш го носат да се постави точна дијагноза.
Значи, првите знаци се покачена температура. Значи, сигурен или знак, тоа е осип, тоа се едни ситни точкички кои се јавуваат на дланките, кои се јавуваат на стапалата, може да се јават на колената, но исто така детето има и болки во грло. Тоа е еден, да кажеме, карактеристичен осип, детето не може да јаде, има афти, има дури ранички на самите крајници. Така да, самата клиничка слика, детето има мака. Родителите никако веднаш да започнат со антибиотска терапија. Значи да се однесе детето на преглед на матичен педијатар, на дерматолог, нели? И да се направи преглед, да се направи испитување и да се постави точна дијагноза. Така, во таа насока ме и следното прашање, односно како најчесто изгледа терапирањето на овие деца и како се лекуваат симптомите кои што ги напоменав. Така, пред се значи да се намали температурата, меѓутоа никако драстично намалување температура. Некогаш родителите толку се плашат така да даваат и антипиретик, меѓутоа и го тушираат детето. Или туширање, или антипиретик. Значи, не е убаво и наеднаш нагло да се намали температурата. Пред се хидратација, потечна храна, да никако не дозволиме детето да ни дехидрира. Бидејќи он има проблем со голтање, треба да најдеме начин како со супички, со сокчења, со чај, да му ги олеснеме начинот на исхрана, нормално симптомите на осипот во случај ако чешат, некој дечиња не знае ни да каже, ако е доволно мало, тогаш се дава и соодветна терапија. Ако температурата не се намалува после 3 дена, тогаш задолжително да се побара мислење од доктор и да видиме да се даде друга соодветна терапија. Инаку конкретно ние самиот коксаки вирус нема посебна терапија. Значи треба да се следи детето, да се прати ситуацијата, да се носи на редовни контроли. Некогаш родителите ако има осип без некоја голема температура и некако детето само тоа го поминува и го носат во период кога детето ќе почне, значи еден од знаците дека детето има прележан коксаки вирус, може да се јави лупење на прстите, на кожата на прстињата, дури кај некои деца дури и ноктите доаѓа до отпаѓање. Така да не треба ние да ги плашиме родителите, да не ги пуштаат децата во градинка, меѓутоа да комуницираат со воспитачките, со неговиталките, да комуницираат со другите родители. Ако приметиме дека нашето дете е малаксано, ако и поголем кој знае да каже, да си го задржиме дома, да не настане пренос на инфекција на други деца. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време, за овие совети и апели исто така кои што ги упативте до родителите во оваа летна сезона и да се надеваме дека ќе има што помал број на деца кои што ќе треба да се справат со овој вирус. Благодарам вие што дојдовте и што споделивме сите овие информации со вас за коксаки вирус. И овој петок го заокружуваме нашето линковско вклучување кое го реализираме од терен, секако дека секогаш во фокус ни се здравствените теми, па верувам дека и овие препораки кои што утрово ги упативме кон родителите ќе бидат добредојдени и корисни исто така.